Компанијата со седиште во Базел е во центарот на истрагата за мито во која грчките обвинители во почетокот на минатата година извршија рација во незините канцеларии во Атина. Според некои наводи, во истрагата неколку лица сведочеле според програмата за заштита на сведоци. Грчкиот премиер Алексис Ципрас во понеделникот побара од парламентот да го испита случајот. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για την αποκάλυψη της αλήθειας. Και να είσαστε βέβαιοι ότι στο τέλος της ημέρας όσες απειλές και εκφοβισμοί η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Και τότε ο καθένας θα αναλάβει αυτό που του αναλογεί. Тој при тоа додаде дека ќе биде искористена секоја можност за враќање на, како што рече, и последното евро што беше украдено од грчкиот народ. Според грчкиот закон, единствено парламентот може да испитува улогата на министрите и пратениците во одреден случај, доколку реши да го преземе тоа. Компанијата Новартис соопшти дека иако била свесна за извештаите за истрагата од страна на Грција и од американските власти, не добила формални наводи од грчките власти, ниту пак била свесна за обвинението. Во минатата недела грчките обвинители го упатија случајот до парламентот. Тој сега треба да реши дали ќе ги истражува наводите оти конзервативни и социјалистички политичари се вклучени во примање мито од Новартис. Најмалку 30 пратеници треба формално да побараат парламентарната комисија да го разгледа случајот. Политичарите кои беа именувани во парламентот, меѓу нив и двајца поранешни премиери, меѓу кои и Андонис Самарас и 8 екс-министри, вклучувајќи го и гувернерот на Централната банка Јанис Стурнарас и еврокомесарот за миграција Димитрис Аврамопулос, остро ги негираат тврдењата, нарекувајќи ги измислица и лов на вештерки. Според нив, левичарската влада на Ципрас сакат да ги дискредитира пред изборите закажани за идната година. Компанијата Новартис пак оцени дека публицитетот околу случајот најмногу се должи на селективното протекување на делови од доверливи и прелиминарни истражни досија.